Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја почнеме со обработка на глава 3 од Евангелието според Лука, во која на почетокот ни е даден опис на службата и пораката на Јован Крстителот. Стих 9. Зашто веќе и секирата е поставена до коренот на дрвјата, и секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. Некој можеби ќе праша, зарем Јован никогаш не проповедаше за Божјата љубов? Знаете, се чини дека според тоа што го читаме во писмото, тој навистина не зборуваше за љубовта, туку само за гревовите на луѓето и потребата од покаяние. Не велам дека ние денес не треба да зборуваме за Божјата љубов, но и тоа како има потреба во црквата да се зборува за гревот и покаянието. Знам дека тоа е порака која не им се допаѓа на луѓето, но ако не зборуваме против гревот, тие ќе одат во пеколот. Знам дека ова се тешки зборови, но ова е дел од пораката на писмото. Јован им рече дека секирата е поставена до коренот и секое дрво кое не дава добар плод ќе се отсече и фрли во оган. Стихови 10 до 14. И го прашаа луѓето, велејки, тогаш што треба да правиме? А тој им одговори и рече, кој има 2 облеки, нека ги подели со оној што нема ниту една, а кој има храна, нека го направи истото. Дојдоа и цариници да ги крсти и му рекоа, учителе, што да направиме? А тој им рече, не барајте повеќе отколку што ви е одредено. Го прашаа и некои војници, говорејки, а што да правиме ние? И им рече, врз никого не извршувајте насилство, никого не клеветете и бидете задоволни со вашите плати. Одговорите на Јован беа доста практични и се однесуваа на секојдневната професија на неговите слушатели. Тој ги повика сите да ја живеат својата вера во секојдневието, а не само да ја исповедаат. Во денешен контекст, тоа би значело дека домакинките треба да се грижат за домот во христијански дух, адвокатите да ја вршат својата работа во светло на христијанските принципи, работниците да бидат трудолюбиви и да работат честно и слично. Едноставно, секој човек треба да ја живее верата таму каде што е поставен. Стихови 19 до 22. А Ирод, четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брата му, и заради сите злодела што ги беше направил, кон сето тоа додаде и уште едно, го затвори Јован во темница. А кога се крсти сиот народ, се крсти и Исус. И додека се молеше, се отвори небото и Светиот Дух слезе на него во телесен облик, како гулаб, и се слушна глас од небото кој велеше, ти си мојот возљубен син, кој е по мојата волја. Во овие стихови имаме откровение на Светото Тројство. Светиот Дух се спушти врз Божиот син, а гласот од небото беше гласот на таткото кој го потврди идентитетот на Исус. Потоа, во останатиот дел од оваа глава, ни е дадено родословието на Марија, мајката на Исус. Јосифовото родословие е запишано во Евангелие според Матеј, но и начинот на кој тие 2 родословија се напишани е различен. Например, Матеј започнува хронолошки и започнува од Авраам па се до Господ Исус. Од друга страна, во родословието на Марија, Лука започнува од неа и се враќа се до Адам. Тоа што е важно да се забележи од родословието на Марија е дека и таа е потомок на царот Давид, а ќе се сетите дека во писмото се вели дека Месијата ќе биде Давидов потомок по тело. Господ Исус, барем по тело, беше потомок на Давид и од страна на Јосиф и од страна на Марија. Сакам само да го прочитам стих 31, кој ни открива нешто важно. Таму се вели:
син Мелеаев, Маинанов, Мататеев, Натанов, Давидов. Во Евангелието според Матеј, во родословието на Јосиф, се спомнува Давидовиот син Соломон, а во ова Евангелие Лука вели дека Марија е потомок од Давидовиот син Натан. Значи, иако и Јосиф и Марија беа Давидови потомци, сепак потекнуваа од двајца различни синови. Во глава 4 ни е запишано Исусовото тестирање во пустината. Оваа случка е позната како Исусовото искушување во пустината, но јас повеќе сакам на тоа да гледам како на тест, а не на искушение. Стихови 1 и 2. Исполнет со Дух Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустината. 40 дена го искушуваше ѓаволот. Во текот на тие денови не јадеше ништо, а кога изминаа тие, најпосле огладне. Во ова Евангелие, како и во Евангелијата според Матеј и Марко, се запишани начините на кои сатаната го искушуваше Господ Исус. Но во Евангелието според Јован не пишува ништо во однос на тоа. Тоа што засега е добро и корисно да го имаме на ум, е дека тој беше искушуван како што сите ние секојдневно сме искушани, а сепак никогаш не потклекна на искушенијата и не направи грев. Уште еден важен момент кој го дознаваме од стиховите кои ги прочитавме е дека Исус беше исполнет со Дух Свети пред да биде одведен во пустината. Знаете, кога се бориме со секојдневните животни искушенија, резултатите се многу поинакви кога сме исполнети со грев, гнев, одмазда, завист, горделивост и слично, и кога сме исполнети со Светиот Дух. А во писмото, во посланието до Ефесијаните, апостолот Павле не повикува да се исполнуваме со Светиот Дух. Самите ние не можеме да се соочиме со искушенијата и да ги победиме. Потребна ни е Божјата сила преку Светиот Дух. И апостолот Павле во Римјаните, глава 7, стих 21, за самиот себе вели дека во него нема сила да прави добро. Во истото послание, глава 8, стихови 3 и 4, тој повторно вели дека неговото тело е слабо и не може да живее според Божиот стандард. Потоа, во Галатјаните, глава 5, стих 16, вели: одете по духот и нема да ги исполнувате желбите на телото. Кога се чувствуваме премногу слаби за да се соочиме со искушенијата од секојдневието, можеби тоа е знак дека нашата вера ослабела, дека не сме полни со Светиот Дух, туку сме полни со самите себе си. Во такви околности треба да се покаеме и да почнеме да го читаме Светото Писмо, да се молиме и да го применуваме Светото Писмо. На тој начин Духот ќе почне да не исполнува. Патем, сакам да напоменам дека овие искушенија низ кои Господ Исус мина во пустината не беа единствените со кои тој се соочи. Забележете што вели Лука во стих 13. Па откако ѓаволот заврши со сите искушенија, се оддалечи од него за некое време. Дали забележавте што вели Лука во вториот дел од стихот? Таму пишува: се оддалечи од него за некое време. Значи, ѓаволот не го остави целосно, туку привремено се тргна од Господ Исус. Друго нешто кое е добро да го имаме на ум е дека според учењето на Светото Писмо, сатаната е личност, а не само некоја безлична сила. Знам дека денес има некои учења кои за сатаната велат дека е само идеја или концепт, или пак го поврзуваат сатаната со човековото его. Но Писмото не учи дека станува збор за личност. Не знаеме во каква форма се појави во пустината за време на искушенијата, но треба да знаеме дека тој може да се појави во многу различни форми. Писмото го споредува со гневен лав, кој сака да ги растргне верниците, но и вели дека знае да се појави во форма на ангел.
се со цел да ги заведе оние кои се надеваат на Христос. Претходно спомнав дека кога станува збор за овој настан, покрај зборот искушение, сакам да го користам и зборот тестирање, односно дека Исус во одредена смисла беше тестиран. Дозволете ми да објаснам што мислам по тоа. Зборот искушение има две значења. Првото се однесува на ситуација во која една личност заведува друга личност кон грев. Во секој од нас има склоност кон грев и затоа ние луѓето можеме да бидеме искушани. Но зборот искушение има и друго значење, кое не се однесува на гревот, туку испитување на верата на личноста. Например, во книга Создавање, глава 22, стих 1, се вели дека Бог го искуша Авраам. Потоа, во книгата Второзаконие, Бог им вели на израелците дека ги искушал во пустината. Тоа не значи дека Бог ги натерал Авраам и израелците да направат грев, туку дека ја ставил нивната вера на тест. Мое лично убедување е дека токму ова второ значење на зборот искушение треба да се примени на средбата на Господ Исус со сатаната во пустината. Тука некои луѓе го поставуваат прашањето: дали Господ Исус можеше да сгреши во пустината? Мое лично убедување е дека тој не можеше да направи грев. И тогаш, дали ова искушение беше легитимно? Би рекол дека да, но повторно ќе кажам, мислам дека наместо зборот искушение, подобро е да го користиме зборот тестирање. За да ви појаснам што сакам да кажам, ќе искористам еден пример од моето детство, кој верувам дека на соодветен начин ќе ви објасни која е мојата поента. Кога бев мал, јас пораснав во западен Тексас и живеевме западно од познатата река Бразос. Во текот на летата често се случуваше реката да пресушува и во неа да нема речиси воопшто вода. Но, кога ќе дојдеше зимата, реката беше толку голема што и брод можеше да плови низ неа. Како и да е, една година имавме поплава, која го уништи железничкиот мост што беше над реката Бразос, а ние живеевме многу блиску до тој мост. Откако реката се повлече, властите најдоа работници кои релативно брзо изградија нов железнички мост. Кога завршија со изградбата на мостот, врз него поставија локомотива. Речиси сите жители од градот беа излезени надвор за да видат што се случува. Сите не интересираше што прават работниците, но само еден од нас собра храброст да ги праша зошто локомотивата е поставена врз железничкиот мост. Инженерот му одговори: го тестираме мостот. Човекот го праша: мислите ли дека ќе се сруши? Инженерот рече: се разбира дека нема. Следуваше уште едно прашање: тогаш зошто воопшто ја имате поставено локомотивата врз него? На тоа инженерот одговори: за да докажеме дека мостот не може да се сруши. Тоа беше целта и на искушението на Господ Исус, да се докаже дека вие и јас имаме Спасител кој нема да потклекне на искушенијата на сатаната, на оние искушенија на кои ние секојдневно паѓаме. Патем, Господ Исус беше тестиран на начини на кои ние никогаш не сме биле. Ние имаме точка на кршење, кога попуштаме и потклекнуваме, но тоа не е случајот со Господ Исус. Патем, тој се соочи со 3 видови на тест: физички, психолошки и духовен. Прв е физичкиот. Стих 3. Тогаш му рече ѓаволот: ако си син Божји, кажи му на овој камен да стане леп. Овој тест го нарекувам физички, бидејќи ѓаволот му вели на Господ Исус да го претвори каменот во леп, со цел да го засити својот глад. Да ве потсетам дека сето ова се случува додека Господ Исус постеше во пустината во период од 40 дена. Тоа значи дека тој сигурно беше гладен.
Ѓаволот не побара од Исус да направи некое криминално дело, да излаже, да украде, да проневери или пак да оштети некого. Навидум од него побара нешто сосема нормално. А и во друга фаза од неговата јавна служба, Господ Исус 2 пати нахрани неколку илјади луѓе со по неколку парчиња леб и риба. Така што јадењето леб воопшто не е погрешно, а и правењето чуда поврзани со леб очигледно не беше погрешно. Но во оваа ситуација, претворањето камен во леб, иако беше возможно за Божиот син, сепак беше погрешно, затоа што ѓаволот од него бараше преку тоа чудо да докаже дека Исус е Божиот син. А зошто Исус би му се докажувал на ѓаволот? Затоа му одговори и му кажа дека човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор кој произлегува од Божјата уста. Стих 5. Потоа ѓаволот го одведе на една висока планина и му ги покаже за миг сите царства на светот. Верувам дека станува збор за сите земни краишта кои беа под контрола на Римската империја. Сатаната му ги понуди на Господ Исус само доколку му се поклони. Господ Исус дојде на овој свет да умре на крстот и со тоа да биде наша замена и да плати за нашите гревови. Нудејќи му царства и престол, ѓаволот како да сакаше да го натера Исус да го избегне крстот. Но и при овој тест Господ Исус одговори со цитирање на зборови од писмото, велејќи дека само на Бог треба да му се поклонуваме. Ѓаволот не се откажа и се обиде и по трет пат. Стихови 9 и 10. И го одведе во Ерусалим и го постави на стрејата од храмот, па му рече: ако си син Божи, фрли се одовде долу, зашто е напишано: на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те зачуваат. Господ Исус успеа да се спротивстави и на овој обид на ѓаволот и со тоа го победи, цитирајќи му зборови од Светото писмо. На крај, сакам да го повторам прашањето: зошто Исус беше тестиран? Одговорот е: за да докаже дека е безгрешен спасител, кој во се ја исполнува волјата на небесниот татко. Истиот Господ Исус, кој го порази ѓаволот во пустината, по 3 години му нанесе уште поголем пораз преку неговата смрт и воскресение. Тој може и сака да ни даде сила кога денес ние се соочуваме со нашите искушенија. Важно е да знаеме дека не сме сами во искушението, туку Господ ни дава можност како да одолееме на искушенијата и да чекориме по Божјата волја. Ако моментално се соочувате со некакво искушение, побарајте помош од Христос во молитва и ако таа ваша молитва е искрена и искажана со вера, тој ќе ви помогне. Ние имаме Спасител на кого можеме да се потпреме во време на неволја. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.